Се колнам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Zažajte, braća Makedonci, Milevo slavnoga gori, Milevo slavnoga gori, topole pukat stavte devjata, plamak krevetom me pokri, plamak krevetom me pokri. Ženite plakат листа детата, моми се крият в безпокой, моми се крият в безпокой. Груевца раво на теста стои, кума да издава. Удрете, братя, не се боете, скоро ќе падне тоја тиран. Скоро ќе падне тоја тиран и нотарко ќе построиме на таја турска гнила страна, на таја турска гнила страна. Ура! Долу султану! Во страниците на Илинденската епопеја, Смилево зазема посебно место со историскиот Смилевски конгрес, што во селото беше одржан во мај месец 1903 година, а на кој врвни раководители на револуцијата долго и возбудливо дискутираа за кревање на сенародното востание. Седеме во колибите, колиби има направени привремени. А тамо кај што беше штабот имаше полева колиба. И многу вози тамо се собираме. Дискусија се водеше, како да се дине востанието, како да почнеме, што да почнеме. Предлози паѓа, едни овака, други онака. Тога рече Сараков, ми рече, најубаво е да преземеме Битола, да дојдеме до оръжие. Тоа му рече, Груев, да не мисли Битола е Невроков, рече. Ја Битола е армија, бре, кај можеме ние, со некои пушки ќумурници, да преземеме Битола. Се помине тоа. Ние со тоа восстание, Груев рече. Ништо друго не можеме да направиме, ако можеме да Европа да принудиме така, како што не била досега хумана, не сега ќе се појави хумана. Да може да тури некако крај. Да се, ние сосем да се ослободиме, не можеме. Нашето восстание е, че го наречуваме недоночи. Така више недоночи. Ама од друга страна, ја така мислиме, че да ние од децата, од колевки да ги наоружаме со оръжие, ние сами, без помощта на некоја странска сила, ништо не може да направим. ช่วยได้ก็ไม่ได้ชิน само 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца, 6 месеца, 7 месеца, 8 месеца, 9 месеца, 10 месеца, 11 месеца, 12 месеца, 13 месеца, 14 месеца, 15 месеца, 16 месеца, 17 месеца, 18 месеца, 19 месеца, 20 месеца, 21 месеца, 22 месеца, 23 месеца, 24 месеца, 25 месеца, 26 месеца, 27 месеца, 28 месеца, 29 месеца, 30 месеца, 31 месеца, 32 месеца, 33 месеца, 34 месеца, 35 месеца, 36 месеца, 37 месеца, 38 месеца, 39 месеца, 40 месеца, 41 месеца, 42 месеца, 43 месеца, 44 месеца, 45 месеца, 46 месеца, 47 месеца, 48 месеца, 49 месеца, 50 месеца, 51 месеца, 52 месеца, 53 месеца, 54 месеца
Перетош е дошъл това бърга от София и им казва там, тогашното правителство, тия некои министри ще влезли от това правителство, биле за да се помогне на България, на Македония. И ще влезат война с Турция, България. Кои рече, това не може да се надава на това. И како? България не може да дигне глава, рече, ако не е дозволена от Русия. А Русия е сега, рече, ангажирана с Япония. И tako kako što beše, odmah se obdaje vojnata. Jedno to. I druga, jedna druga opasnost rečima. Ako Bugarija stane, reče, това će biti дележ на Македония. 3 месеци по Смилевскиот конгрес, востанието избувна како пожар, подпалуван и разгоруван од тиранијата на крвавиот султан, низ долгите робски деноноќа на народот. Жетта за слобода беше голема и за неа беше спремно да се даде се. Штабот на востаниците слегна во селото, се присоедини кон борците и заедно со нив нападна врз укрепените позиции на аскерот во камените згради на селото. Започна првиот ден на Илинденското востание. Во времето избега од убиството, се организира чета. Таа чета се образува Смилевска чета, уште не дигната востанието. Начало беше војвод зван Ѓорѓија Туран Павлов и стана борба горе, губи е кузата Макрија. И верета Петър Даскал ранет. Пранувајќи нигде, тие десувае. Таа се да десува до време на востанието. Кога се образува востанието, дојде се напълни овдека, разе потпална ушиците и продаваја жените, обетките и пакшите, сребрени овдека кои носе тоа време невестите, секој да земет оружје. Веднага и се наоружа Смилево. Они кои бе во странство добие покана секој да се врати, да со нашите бе као зидани мајстори, работај во Солун, работај во Бер, во Серес и кој ти знае каде. Сите дојде се јавија. На ден востанието се образуваја четите. Овдека четите се образуваја прве од сите мала извадени чети. Војводи. Од тие војводи што бе изабрани, организираја од кој место отвори борбата. Првата борба беше наредена да се отвори од долната мала. Од долната мала, од 5 куќи кои бе смесени многу четници, селани, смилевци, за да отвори борба пред турцинот. Турската војска по обичаите правеше вечеринка. Навечер да свирит молитва. По наши молитва, а по нехни да извикнеат. И кога дадој сигнал, а са пазиша, ја фрли првата пушка, ја пукна Ѓоре Мерко, кој го уби трубачот. Дојде да се вдигне востанието. Уште ние не знаеме кој ден ќе биде. Пред неколку дни ни кажа. Ќе биде тили добро. Се нареди во Смилево од 2-3 месеца и така беше првата, кој ќе испири трубата за молитвата, првата труба кој ќе испири дне, втората труба кој ќе испири веднага да се отвори тога. А ние 5 души, ја и Стојан Досков, Алиша Кошкав и Јоле Любика и беше уште некој, требаше веднага да влеземе в село да фатиме црквата. Да можеме да стреляме отамо, да и не оставаме, да не оставаме војска да влезет у школото. Меѓутоа ние дурдовеме в село, тие веќе школото го фатили турците. Инашто идење беше безпредметно. Така вечерта и држаме турците затвора. Утре да сега овие
Турци на оваа војска што е затворена, ќе им дојат помош. Од каде треба да им дојат помош? Ние рекоме, тоа е Ресин најблизу. А Ресин е мал гарнизон. Ќе дојат од Битола. Да дојат од Битола, треба да поминат на Ѓоргов. Тако е местото, тамо по-наблизу е. Кој ќе оди тамо ме одреди мене, Сотонски, 113 четници. Мене Донски ме одреди, ова место ќе одреш ти, да не пушеш овде да поминат. Турци да ти фатит красине горе. Добро. Слушам, трубата свири, илери турски, напред. И дури бодреше тој, некој си офицер. Идели Динка Длашар, браќа по вера, така име. И најпосле, илери вечерата со лутина. Слего долу, така, јалу, долу. Тоа се најдено уште 24 четници. Еден пред мене беше, еден по мене. Одимам одгора, веќе, тоа што рекол Турција, тоа што сака тоа ме се оземе, и фати тамо крачета. Грми, пушки, околу уши, патчини, курчуми. Моли го на Стојче да Бог да опрости. Тој беше од Кическо. Стојче, многу пчели, ќе не касне некоја пчела. Уште недолеко тој падна. Падна, кога го загледах, овде уште крв немаше потечено. Дупка, иде, во глава беше удрен. Залинах до него, ваѓа некој камче, немаше ово камче. Фрлих 3-4 пати на Турција. Како фрлих 3-4 пати, на гумнот, после на чадот, пусти наши добри, чумурници. Кога гледа да м грми залпови, ќе ме крене од тие, со камење од тако, оземи, поглава фатија да ме взема. Во деновите на Илинденското востание, пред и понив, посебно во овој револуционерен реон на Македонија, се истакнуваше крупната фигура на Даме Груев, кој беше станал символ на борбата на народот од овој крај. Храбар и бескомпромисен војвода, целостен и мудер раководител, праведен и човечен, Даме Груев се нареди на предните места во револуционерната историја на Македонија, се здоби со широка популарност помеѓу востаниците, а кај своите соселани и соборци остави трајни, секогаш живи спомени. И го знам лично Дамјан Груев. Ја отидох во проливата да брка козите, да база млеко. И Дамјан Груев ме најде мене, шопер ме рече, ти зема млеко. Млекото рече има цетници, ранати рече, млекото требат. И ми направи мене Дамјан Груев едно писмо, да го даше тамо на касапницата. Имаше касап со варе манџи котли. Му го дал писмо да го прочита, утре ќе да се јавите на ручек тука. Груев ми бе учител мене, уште тоа сум забравил сосем, дали 91 година беше 891 или 892 или 3, така нешто беше. Ама, уште тоа време, тоа е социјалист. Ние деца, некој празник, мало празниче било, си отиваме на манастир. Утрената, кој бе те рече вчера на манастир? И ние, јабе, добро. Ние ќе останете, рече, без ручек. Вчера не беше празник, беше работен ден. Кој би одобрил да одите на манастир? И од селаните некој, бре, овој, безбожник, да ни остави деца без ручек, зашто биле на манастир. Тие не биле на лош под негде, црква биле. Се дигаат неколку души, петиција, како се вика, до ексархија, така нешто, го смени Груева за другата година. И така отиде, после беше Груев у Битола. Имаше една чета,
Пратиме Абер Битоловти, так и так една чета, да дойде с Груев да им даят работа на овие четници. Меѓутоа тие четници си бе на своја глава. Док дойде Груев, тие избегаја. Ништо не би на таа работа. Кое време беше Груев, после кога падна по затвор, и баш пред восстанието се ослободи, си дојде. Како сега да го гледа, ослабен, како затвор, како разбира се. И имаше една пушка, Блага Манихера, од четата на Давидов. Како се уби Давидов, карабината негова, да зоде некој четник, од неговата пушка остана у бездействие, остана у смилевост. Кога дојде Груев, таа пушка му дадат мене. Тоа беше началник. Неговиот одговор. Не може секој да го види. Животот и борбата на Даме Груев се идентификува со судбината на самиот народ, со судбината на Македонија, за која што тој се роди и за која што тој умре. Даме Груев е роден во Смилево, а неговата фамилија е дигната од Галичник, од Галичник. И од Лазаро понесигурно. Неговиот татко се викаше Груја, а неговиот дедо се викаше Лавда. Лавда. Неговата мајка се викаше Марија. По црквата на Марија, неговата мајка е земена од Егменовци, од Петреда, Егуме сестра негова, кој направи манастир во тоа време неговиот внук. Даме Груев, како дете, овдека пати е многу мака. Зато татко му умре уште млад и остави 3 деца. Го остави сината Ѓорѓија и Дамета Груев и една сестра, Дола. Од таа фамилија нишна, фамилија со многу мока го гледа него како дете. А овие оде главени, Цирко и Ѓорѓија, оде во Тулун и во другите места да работат како зидари, мајстори да донесат леп за дома, да може да преживеат летото, а зимата оде во Тулун на работа и во Таригат, кој си знаат по тие места, јуди се места. Во 1985 година ќе беше, или 7, Дамјан Груев беше аптен. Аптен и суден во Турскиот суд, во Витола. Кога му даде на Дамета Груев 101 година, тој им рече по турски, јус бир вам, мене една. Нема 100 години вам, јус вам, една мене. И така стана, го тера во Дарбегер, во Целекуле. Кога се врати, тој, Дамјан Груев, овдека ми е од наша мала, не сме разбоен, нема 50-100 метра. Целата училище кој имаше тоа време, учеме ние до први клас, гимназија. Го чекаме сите и го пречекаме голо со песте, го носиме дома и на сите деца ни даде по една роговачка. Се додека трае Илинденското востание, селото Смилево е незапирно, крваво боиште, полигон на неустрашиви јуриши, небо задушено од лелеки пискотници, порој од солзи и крвје. Селото неколку пати поминува од рацете на Аскерот во рацете на востаниците и спротивно. Смилевци покажуваат стоичка истрајност при сите последици што ги носеше промената на победата. Денес Смилево е слободно, мирно село во кое животот се одвива нормално, со вообичаена делничност. Но таа историјата е тука, дише и живее за тој параван на секојдневноста, во секој камен, во секој човек, како длабок, жив белек, втиснат до самото дно. Дојде 28 август баш. Најде турска војска од сите страни, колени. Требаше да дојде ти од Охрид гарнизонот и со помошта на те често пати така беше, кај ќе иде неде од селата Арнаути и дигање на крак.
Добро ма тамо Охридска да чета, залезе срашение. И тоа место остана празно. Не дојде гарнизонот за тоа, а за тоа време ми е многу четници туе прибегавме во Преспанска. Тоа беше Сугаре Будо, проси заедно. Се најдеме. Четата моја што беше, што бех одреден како подвојвода, али ќе реков, мене ме прати да попратки во Раживо, во Вировско, реков, план на тамо. Кај што речено така, кај што Петел не пее. Сам. Тога бех дојден, ми реков имал некој материјал. Неколку турпи пратили од Битора. Материјал враг. И се најдев тоа, баш у таа планина. Помина малко време, ја пак се вратих да прибера тамо авто. А тоа се најдеме во Слешчица, беше Груев, Сарафов, зову некои четници. И тога Галиба се раздели. Груев остана, Дјаконе Статиев остана, Сугарев остана, другите повеќе четири се заминаја за Бугарија. Дојде ден Богоровица, се даде сигнал, од сите страни се запали огневи, од Перицер, од сите планиња, високи, тази од Лубен, од Цер, Кическо, се покажа огневи и каза сигнал, се даде, од утре ќе биде друген напад на Смилево. Тој напад беше организиран од Хилмипаса, кој донесе 12.000 армија, таа армија окол наокол, едни од запад од Огрид, едни од север, од Колкическо, други од Битолко, од исток, од југоисток, ја нападна Смилево. Како нападна Смилево, го нападна во Мургите, Сабајлево, Зората, беше страшно нападнато. Први на артилеријата, фалтиреќа пешадијата и од сите страни пламна во оган. Само борба, населението пишет, жените плачат, пише децата, старците се молит на Бога за спас, ама нема никаков спас. Борбата држа до 2 сатот и повеќе. Една жена Сара се катине на бука Јана, Конева Јаницки, а под неја се најде најпрочениот Јован Лумбарко, кој знаеше многу јазици, арапски, турски, француски, грчки, секаки и бугарски. Знаеше да говори и предаваше нече, таа вика се одгора. Те се снаги, нека е жив царот, прочитени, по турски. Ја чуе војнат аскерот, а долу беше покор. Пиши деца, тепајат, рисуваат, обесетуваат моми и други подови. Даде заповед пасата Килмипаса да се населението веднага да слезат село, да се предаде. Предавајќи населението, четите избегае, по Бигла горе, некој избегае на север повеќето избегае, а стана една друга туресија. Жените која стегае, млади и момите се маткае со кал лицето од бесетување од арапите, од силата турска, арапска. Најповеќе праве пакал арапите. По едно време имаше опасност голема некои од војници да навлезат в зградите на Ѓорѓи Чуранов, които беха добри, така здрави згради и за това решиха да ги опожарат. Със съгласието на стопанина на тия згради на Ѓорѓи Чуранов, те беха подпалени и опожарени. А в това време, когато къщите горят, стикалните горят, Ѓорѓи Чуранов, който обичаше да пее и народни, и такива възраженски песни, започва да пее песента "Не ще ме ни богатство, не ще ме ни пари, но искаме свобода, човешки правдини". Нощта минахме в тревога, разбира се. Никакъв сън у семействата. Към 3 часа
през нощта минават младежи и съобщават на всеко семейство веднага да се изтеглят и сборен пункт да бъде Голем гар. Така се казваше местността, определена за лагер на семействата. И до съмване почти всички семейства се изтеглиха от селото. Кой каквото можа, вземал е, кой хляб, кой завивка и по такъв начин се настанихме в тая местност Голем гар. Во местноста Голем гар се евакуирани околу 2000 души од населението, кое што живее дисциплиниран, организиран живот, со целокупна интендантска служба, со формирана населба, а начело од тој безпримерно организиран збег се наоѓа Даме Груев. Груев загина по сека случайност, не беше предаден. Враќајќи од Солун некој, таму имам среща со некои раководители, али разочаран многу. Дошол во тоа село во Синово, а во тоа време тие што иде од страна на власта за пари да собираат од народот, од последно време иде со војска. И некој војник, прескакајќи преко некој плот, му пукна на пушката. Пукнувајќи пушката, еден четник од Груев излева на врата. Грешка. Излева на врата и точно го видел. А го видел, тој грнува пушката, ко те бал. Ко те бал, но тоа ќе пошла да срашение. А Груев за да не го цел, да не изгори целото, излезе. Излезе, ама времето било тако, снег имал врна, потрела, на брго време го убиде. И турците не знаеле кој е. После австрийскиот консул отишол, го откопал, го сликал. Тога турците разбрале кој е. Али е Даме Груев. Ја бе, тетово тоа. От тетово ни пише наш роднина. Со смртта на Даме Груев се заокружува и мачната, но славна историја на Смилево, што во Илинденското востание представуваше едно од најсилните упоришта на револуцијата, каде што силата и нескршливоста на духот на македонскиот народ дојде до полн израз. Тогаш, кога во селото победоносно се вееа востаничките знамиња, и тогаш, кога селото гореше, а безпомошното и незаштитено население го плаќаше својот крвав данок поради желбата за живот и слобода. Билево славно гангори, билево славно гангори, то пове пука стапне земјата, пламак небето руме покри, пламак небето руме покри. Груев жените плакат, питат децата, моми се кријат во безпокој, моми се кријат во безпокој. Груев Сараков натрета стои, куманда и стават. Удете, браќа, не се бојете, скоро ќе падне тоја тиран, скоро ќе падне тоја тиран. И новотаку не потроиме на таја турска гнила танка.